Проширувањето кон Западен Балкан е најважната геополитичка инвестиција што може да ја направиме. Тоа е пораката од новите европски институции до регионот во пресрет на самитот ЕУ Западен Балкан, што в среда ќе се одржи во Брисел. Собирот ќе биде прва ваква групна средба со балканските лидери откако нови луѓе застанаа на чело на клучните позиции во Унијата. Иднината на Западен Балкан е во Европската Унија. ЕУ е сериозна кон своите обврски. Ова не се само празни зборови. Ние инвестираме во мир и просперитет за сите луѓе на Западен Балкан. Инвестираме во заедничка иднина. Ова изјава на социјалните мрежи председателот на Европскиот совет ја завршува со тоа дека во овие несигурни времиња повеќе од кога и да било потребно е да се работи заедно. Според неофицијални информации се очекува од самитот да произлезе декларација во која ќе се потврди дека проширувањето е инвестиција во мирот, безбедноста и стабилноста и дека е во интерес на самата Европска унија да има забрзување во пристапувањето врз основа на постигнувањата на секоја од државите. Земјава во Брисел ќе ја представува делегација која ќе ја предводи премиерот Мицкоски. Тој повтори дека оди со познатите позиции кои пред 2 седмици ги изнесе пред лидерите на ЕУ, дека нема отстапување и дека за иницијативата за уставни измени со одложено дејство пак ќе побара поддршка од европските лидери. Затоа што сега вака вели Бугарија. Видете, дечки, вие сега ќе го отворите овој процес со ова што се сложивте. Но за да го отворите првиот кластер треба па да седнеме и да разговараме за малцинските прашања. И тука што правиме? Повторно вето. Зошто? Затоа што така некој политички маргиналец некаде така одлучил. Тоа не е добро. Тоа не е добро. Затоа велам, или ќе го поставиме процесот на вистински шини и тој ќе оди напред, или ќе бидеме жртва на процесот. Тоа е тоа, многу јасно. Непосредно пред изјавата на премиерот Максим Димитриевски, неговиот коалициски партнери обелодени платформата на неговата знам за национално единство и дефинирање на македонските национални црвени линии. Во документот кој има 9 точки, еден од клучните елементи е дека пристапувањето кон Европската унија не смее да биде процес на притисок. Собранието го реафирмира пристапувањето на земјата во Европската унија како врвна државна, национална и стратешка цел со исполнување на Копенхашките критериуми во целост под еднаков начин и услови под кои се придружиле и сегашните земји држави членки на Унијата. Собранието потенцира дека никој не смее да разговара или преговара за влез во Унијата под какви било притисоци, закани, условувања, на внатрешен или надворешен план. Сите такви обиди или действувања собранието безпоговорно ќе ги отфрли и јавно ќе ги осуди како антимакедонски и антидржавен чин. Од знам се надеваат на поддршка за платформата и од другите партии, вклучувајќи ги коалициските партнери во владата, без кои овој документ не би можел да помине во собранието. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.